Благодарам, председателка. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Пред нас е уште еден амандман од опозицијата кој е завиткан во обланда на хуманост и солидарност, но кога ќе ја тргнете политичката шминка, зад него се крие економски аналфабетизам и чист популизам. Се бара Ке ви кажам што зборам. Колешке, трпеливост, слушајте ме. Се бара пренасочување на 20 милиони денари. Дофрла, не ми дофрлај бре, слушни ме па ке се разбере. Добро. Се бара пренасочување на 20 милиони денари за обуки во Бирото за развој на образованието и погледнете од каде бараат да се скратат тие пари. Од разделот на Министерството за финансии, функции на државата. Колешке, ке се разбериме. Ве молам, значи, слушајте. Ајде, за кој амандман мислите дека зборувам? За кој зборуваш? Па кажи ми, што кога веќе дофрлате, без да ме сослушате, кажете ми за кој амандман. Па за тој говорам. За насилство, така? Боже сачувај, па за тој зборувам, колешке. Ве молам времето да ми го вратите од почеток. Значи, се бара пренасочување на 20 милиони денари за обуки во Бирото за развој на образование и погледнете од каде бараат да се скратат тие пари. Од разделот на Министерството за финансии и функции на државата и тоа директно од ставката 485 вложувања и нефинансиски средства. Колеги од опозицијата, или свесно сакате да ја саботирате фискалната стабилност на државата или воопшто не разбирате како функционира буџетскиот систем. Ставката функции на државата ги гарантира економските столбови, макроекономската стабилност, сервисирањето на обврските и заштитата од непредвидени кризи. Да барате кратење од оваа клучна позиција за да покривате активности кои веќе се буџетирани од редовните програми е врв на неодговорност кон граѓаните. Навистина е лицемерно денес да глумите грижа за насилство и безбедност во училиштата. Кај бевте, колешки, вака да довикувате изминатите години, додека врсничкото насилство и булинг ескалира во училишните дворови? Оставивте образовен систем во кој превенцијата беше само мртва буква на хартија. Денес, кога ова мнозинство воведува ред, нема да ме деконцентрирате, нема да ме деконцентрирате. Колеги, дајте да се сослушаме, времето тече, колешка зборувајте си, ве молам. Не ме деконцентрираат, нема да се проблем. слушаме, колеги. Не ми истече времето. Не. Денес, кога ова мнозинство воведува ред, со амандмани се обидувате да излезете од политичката анонимност, колешке. Ајде да го видиме амандманов низ призма на нашиот најголем едукативен и културен центар Охрид. Ако, колешки, што довикувате денес, наместо да пишувате амандмани по канцеларии, излезевте на терен, ќе знаевте дека училишните психолози и педагози конечно добија поддршка и протоколи во основните и средните училишта. Добро бе, на реплика ќе ми се јавиш, колешке. Реплика постои. Молам, уште малце, еве, 15 секунди, уште 15 секунди, пошто да ве концентрираат. Ајде, молам, да се сослушаме, да ве сослушаме. Ајде, страшно. Ајде, зборувајте. Ете, продолжувам. Во Охридските основни и средни училишта, од гимназијата Свети Климент Охридски се до средните стручни училишта, како што е Емут Свети Наум Охридски, Иванчо Питошевски, стручните соработници веќе не се сами во борбата со девијантните појави. Токму оваа влада, колешки, ги зајакна нивните капацитети, ги ослободи од бирократски притисоци и им даде јасни, ригорозни протоколи за рана детекција на дискриминација и насилство. Вака сега, ако сте доволно коректни, како што треба,
Ајде да не се докажуваме. Ајде молам, доволно беше, доволно. Да, за тоа зборувам. Благодарам. За тоа зборувам. Да не ве деконцентрира. Дали колешке Јованка Тренчевска го познавате? Готово. Институтот реплика. Колеги. Дали знаете што да значи реплика, да ве колеги, благодарам колешке, благодарам. Значи не можам да завршам вака. Не е фер. Значи обид за креирање политички театар и забавување на буџетскиот процес. Ништо повеќе. Доколку излезите, не. Ако излезите на реплика, се надевам дека ќе се разбереме. Благодарам. Не е во ред и не е фер. Јавноста гледа, јавноста ќе суди. Благодарам. Токму така, јавноста гледа реплика Славјанка Петровска. Повелете.